цела јавност тоа што се случи со Росица. Меѓутоа, многу е жално што не запре тука, туку постојано слушаме дека повторно се повторува појавата на фемицид, самоубиства после тоа трпење на насилство. И јас исто ќе се надоврзам дека фемицидот или самоубиството не се случува од ненадеж, туку е како резултат од тоа веќе крајната точка на веќе долгогодишното трпење на насилство или долгогодишното молчење на насилството. Ние во Веле сме помало, можеби, место каде што се уште сме под оние патриархални норми и стереотипи, односно се уште сме на тоа дека тој е сопругот, како тој ќе каже, така треба да биде, дека едноставно сама си го одбра и дека треба да трпи. Дури во минатата година правевме истражување, беа патени 200 жени испитанички, каде што најголем дел од нив сметаат дека сексуално насилство во бракот не постои. Односно сметаат дека се што она ќе говори сопругот треба да го исполни сопругата. Иако не се свесни дека се она што е без дозвола на жената или без нејзина согласност е вид на насилство. Потоа следно е нормализирање на насилството. Многу пати ние слушаме како соседи, можеби караници, ќе видиме по улица како се вознемирува некоја жена, меѓутоа повторно дека тоа е нормално. Во секој брак е така, на почетокот е медот, потоа идат кавите и расправиите. Тоа не е наша работа, тоа е работа на институциите. Немаме право ние да се мешаме, тоа е седејна работа, така да ние молчиме како соседи, молчиме како сограѓани, молчиме како минувачи, молчиме како едноставно секаде молчиме. И тоа долгогодишно молчење доведува до нешто што се случи со Росица. Потоа следна причина која што можеби се појавува насилството и сигурно сум дека е економската зависност на жената, затоа што од долгогодишното искуство што го имам и работа со жените, можам да заклучам дека насилниците се така добри манипулатори, каде што тој ги крати сите врски што ги има, сите контакти што ги има жртвата, и со роднините, и со пријателите, па и наоѓа оправдување дека нема потреба да работи, дека потребна дома да седи, и така таа ја прави да биде комплетно зависна од него и да нема ниту пријатели, ниту поддршка, ниту пак да биде економски зависна. Средна причина е можеби тоа што не ли пријавуваат во институциите. Исто во истражувањето и тоа беше офатено, да имаат голема недоверба во институциите, односно сметаат дека пријавуваат, а ништо не се превзема. Меѓутоа ние во овој изминатиот период често пати имаме округли маси со институциите во град Велес, каде што разговараме и гледаме дека не е дека тие не превземаат, туку некогаш се и немокни, затоа што ќе пријави, па по присила ќе повлече, повторно ќе пријави, ќе повлече и до некој период, нели, по нејзиното пријавување тие се немокни. Многу е важно и како пријавува, затоа што ако е како поплака, во тој случај ништо не се превзема нататре. Исто се смета, веќе имаме се уште, за жал имаме гледање на љубовта од некои други вредности, како например љубов е затоа што ме ограничува, љубов е ми љубомори затоа што застана со колегата, застана со соседот, па јас сум виновна, треба да трпам насилство, да не го испровоцирав, немаше да ме удри. Значи се уште се мисли дека љубов е